Мутација на генот COX-21 би можела да биде причинител за појавата на келавост, покажаа резултатите на истражувањето на Јапонскиот институт за генетика. Шефот на истражувачкиот тим, Юмико Сага, изјави дека до ваквиот заклучок е дојдено врз основа на експериментирање со глувци, чиј ген бил модифициран. При тоа е утврдено дека за 15 дена по генетската мутација глувците останале без влакна на главите, пренесува Мија. Иако вообичаено нови влакна ги заменуваат отпаднатите, глувците без генот COX-21 подолго останале келави, а и ново израснатите влакна многу брзо паѓале. Климатските промени придонесуваат за зголемување на степенот на киселост на морињата, а таквата појава би можела да ги загрози сите живи организми, вклучувајќи ги школките и коралите, со што ќе се предизвика неповратна штета за наредните 1000 години. Предупреди денеска на собирот на Интер академскиот панел на Бон. За да се избегне значајна штета врз морските екосистеми, неопходно е големо и итно намалување на емисиите на јаглерод диоксид до 2050 година за најмалку 50% во однос на ниво од 1990 година, а потоа и многу повеќе, се навестува во заедничкото соопштение на Академијата. Костур на мамут, стар дури 1.000.000 години, е пронајден на длабочината од 27 метри во близина Костур на мамут, стар дури 1.000.000 години, е пронајден на длабочина од 27 метри во близина на царскиот мавзолеј во археолошкиот парк Виминациум во близина на Костолац во Србија. Директорот на археолошкиот парк во чија близина е пронајден костурот при површинско копање со багер, Миомир Корак, изјави дека мамутот е потомок на тропските мамути што пред повеќе од 1.000.000 години се одселиле од Северна Африка во Европа. Според неговото тврдење, овој српски мамут е најстара врста било кога пронајдена во Европа. Да можевме да се вратиме назад во времето некои 3,5 милијарди години и да го насочевме телескопот кон Марс, ќе бевме сведоци на едно преубаво езеро. Нешто помало од нашето Охридско езеро. Всушност, станува збор за единствената водна површина на црвената планета, за која денес имаме докази дека навистина постоела. Долината, која некогаш била езеро, го носи името Шалбатаба Валис. Откритието е на италијанецот Гаетано ди Акиле, истражувач од Универзитетот во Колорадо, чии слики детално го потврдуваат постоењето на езерото, на неговите брегови и плажи, да можевме да се вратиме назад во времето некои 3,5 милијарди години и да го насочевме телескопот кон Марс, ќе бевме сведоци на едно преубаво езеро, нешто помало од нашето Охридско езеро. Всушност, станува збор за единствената водна површина на црвената планета, за која денес имаме докази дека навистина постоела. Долината, која некогаш била езеро, го носи името Шалбатаба Валис. Откритието е на италијанецот Гаетано ди Акиле, истражувач од Универзитетот во Колорадо, чии слики детално го потврдуваат постоењето на езерото, на неговите брегови и плажи, притоки и бразди. Почитувани гледачи, ги следевте вестите од науката, имајте пријатни моменти со програмата на нашата телевизија. Почитувани гледачи, добар ден. Имам особена чест и задоволство да ви ја најавам нашата денешна гостинка со која ќе се дружиме во следните неколку минути. Таа е една млада, но сепак успешна актерка која што е дел од авангардната група при театарот Чекори, госпогица Наташа Цветановска. Најпрвен да ви се заблагодарам што прифативте да бидете наш денешен гостин и да ви посекам добре дојде во студиото. Ви благодарам за поканата. Мило ми е што сум дел од вашата емисија.
Кога зборуваме за театарот Чекори, всушност зборуваме за човекот кој е театар Чекори, доајенот на авангардниот театар, акторот и режисер господинот Боре Ангеловски, кој за жал веќе не е меѓу нас. Во негова чест беше одиграна неговата последна режисерска постановка Сликата од Ежен Јонеско, во која вие го одигравте ликот на Алес. Кажете ни, каков човек всушност беше Боре Ангеловски? Човек како господинот Боре Ангеловски е многу тешко да се објасни. Мислам дека не постојат соодветни зборови за да може воопшто да се опише и да се долови еден човек како што беше тој. Многу професионален, многу специфичен, еден и единствен. Таков човек се раѓа само еднаш и никогаш повеќе. Посветен на неговата работа. Да се рече дека некој човек го посветил својот живот на театарот, тоа е да се биде Боре Ангеловски. Чест ми беше што бев дел од неговиот живот и тој беше дел од мојот живот преку театарот Чекори. Чест ми беше да познавам еден таков човек, особено да работам со еден таков човек, толку професионален. Ама тоа е што е животот. Ars longa vita brevis, како што би се рекло, уметноста, животот е краток, а уметноста вечна. Барем тоа беше мотото. Да. Господинот Боре Ангеловски беше и основач на театарот Чекори. Ке можете да не кажете нешто повеќе околу формирањето на самиот театар и неговите почетоци? Формирањето на театарот Чекори беше пред 35 години. Значи, ова година 2009 беше 35 годишнина на театарот Чекори. Почетокот на театарот Чекори е обележен со премиерата на Кир Јања од Поповиќ во 74-та година. Со таа премиерна изведба почна всушност да се пишува биографијата на театарот Чекори. Театарот Чекори е еден од најуспешните и најпродуктивни театарски институции во рангот на аматерските, поточно на алтернативните форми на театарскиот израз во земјава. Колку членови брои овој театар и кога вие станавте дел од театарската екипа? Па, јас станав дел пред година и пол. Меѓутоа, во овие 35 години многу е тешко да се дефинира всушност колку членови број во моментот театарот, заради тоа што театарот повеќе е едно големо семејство. Да. Сигурно преку 300, и не претерувам кога ќе кажам дека во 35 години преку 300 членови поминале во театарот. А уште еднаш ќе ви кажам, во моментот многу е тешко да се дефинира, сега сме толку и толку членови. Секогаш некои се актери во актуелната представа, некои се помагаат, дали со светло, дали со реквизити, со правење на реквизити, со поправање, така што ние сме едно големо семејство и точниот број никогаш не може да се дефинира. Да, дефинитивно. И дружење големо. Огромно дружење. Во однос на репертарот на театарот, на македонската театарска сцена за прв пат се поставени наслови кои што се особено значени за театарската уметност, како што е Сите кои паѓаат од Семјуел Бекет. Кои се други автори дела оставиле белег во овој театар? Па, Сите кои паѓаат е едно дело, меѓутоа Бекет беше многу застапен во овие 35 години, затоа што театарот Чекори беше театарот на театарот на апсурдот. Апсурдот, да. Потоа е познат и нормално е да се очекуваат да се игра дел од Бекет, не само Сите кои паѓаат, Скици за театар. По негов текст се играше Годо дојде, Даниел Хармс, ќе издам теа Геритројатрија. Многу интересна изведба од делата на Хармс. Мајаковски, Аве Чехонте од Чехов, Артур Адамов, Јонеско, сите оние имења кои што имаат придонесено во браншата на апсурдот. Претпоставувам дека ќе се согласите со мене ако кажам дека театарот Чекори се залага за истражувања и иновации на полето на драмската уметност и дека се залага за неконвенционален пристап во работата. Дали е токму тоа по кој што овој театар се разликува од многу други аматерски алтернативни театри? Да, како што кажав, театарот Чекори е театарот на апсурдот. И оно што беше карактеристично во сите изведби, во сите премиерни изведби е тоа што секогаш се бираат текстови кои што мора да бидат премиерно.
изведени. Значи за прв пат во Македонија и пошироко. Значи за прв пат не помеѓу аматерските театри, туку за прв пат и во аматерските и во професионалните театри. Значи текстот што требаше да се одигра, мораше да биде за прв пат во Македонија. Тоа беше доста карактеристична работа и по тоа мислам дека сме на некој начин посебни и единствени, затоа што од ЮНЕСКО, например, сите ја знаат Келавата пејачка, Носорог, меѓутоа никој досега немаше видена импровизација во Алма или сликата, Мома за мажење и така натаму. Значи, секогаш мораше делото да биде еднаш, за прв пат одиграно во Македонија. Тоа беше во однос на пристапот. Морам да кажам дека, иако стои како аматерски авангарден театар, дека воопшто ни најмалку немаше нешто аматерско таму. Секоја проба крајно професионална, значи од нас се бараше како актери крајен професионализам во однос на пристапот на работата. Реквизити се правеа од ништо, имаше толку имагинација за време на спремање на представите во кои учествував, имагинација во поглед на реквизити. Имаше, значи, покрај тој професионален дел, пак бевме едно семејство. Може да се каже дека фантазијата фантазија до максимум проработала. Сето тоа стварно дава еден, сето тоа дава еден доста голем шарм, посебен шарм на театарот Чекори. Значаен дел од активноста на театарот Чекори е секако и работата на представи за најмладите гледачи, како важен момент во изградувањето и воспитувањето на влюбениците во театарската уметност. Кои се представи за деца биле поставени на сцената на театар Чекори во изминативе години и дали некој од нив предизвикало посебно внимание кај театарската публика, но и пошироко кај театарската јавност? Во последните години повеќе бевме концентрирани кон вечерните представи, значи за постари. Меѓутоа, во историјата на театарот Чекори, во биографијата на театарот Чекори, имало репертоари за најмладите. Јас тогаш немам учествувано, тоа се случувало поодамна. И тоа јас што го знам дека се играло Малиот принц од Екзипери, Гуливер меѓу куклите, исто така вака што ја имам слушано во театарот, што ми ја раскажувале, Роза за принцезата и така натаму. Значи, ни најмалата публика не била занемарена во никој случај. Театарот Чекори има учествувано на многубрени фестивали широм земјава, како и надвор од неа, посебно на бившо југословенските простори, каде има постигнато големи успеси. Тука можеме да го споменеме учеството на театарските игри Војдан Чернодрински во Прилеп. Која представа вие би издвоиле како најуспешна во поглед на освоени награди и признанија? Исто така јас не бев тогаш за време на спремање на таа представа, а инаку знам дека таа од она страна на Костените, од Жан Мишел Рип, има земено ни помалку ни повеќе 17 награди, дипломи, признанија, што све не. Си имала претходно поставено порано, па уште еднаш, имало реприза, нова постановка со нови актери и се, дефинитивно таа е најнаградувана представа. Вие сте по професија дипломиран градежен инженер, но сепак вашата животна пасија е театарот. Од каде таа љубов кон даските што живот значат? Сите како деца сакавме да бидеме глумици, пејачки, познати. Па јас пораснав и пак сакав да бидам глумица, пејачка, иако животот ме однесе